Овој мој говор го замислував нешто поинаку. Но во меѓувреме една изјава на министерката за труд и социјала што ми привлече внимание и ми даде можност да го формирам ваков говорот. Ќе ја цитирам, а потоа ќе ги образложам нашите барања онакви какви што се и се надевам дека ќе издржиме сите заедно вака како што сме и да се омасови што е можно повеќе ова движење на пензионерите. Имаше пред извесен период 6-7 години една револуција, шарена револуција. Со таа шарена револуција некои дојдоа на власт и во овој период гледаме само тониме се подлабоко и подлабоко. Да не должа многу, посе изгледа дека ќе треба и една револуција на пензионерите. Сега сакам да ја цитирам министерката за труд и социјала и она мене што ме иритираше премногу за да го одржам овој говор ваков како што го замислив. Рече, и јас се согласувам дека најниските пензии се мали, но висината на пензиите зависи од тоа колку сме придонеле во пензискиот систем во текот на нашиот работен век и од должината на работниот стаж. Не можеме да ги поистоветуваме луѓето кои работеле 45 години и луѓето кои работеле 15 години. Не можеме да ги поистоветуваме луѓето кои работеле на сложени работни места затоа што имаат повисоки плати и луѓето кои имаат минимална плата, бидејќи платите се обликуваат според сложеноста на работата. А тоа што го вложуваме во пензискиот фонд во текот на целиот наш работен век ни се враќа со нашите пензии. Изјави Тренчевска за ТВ21 на 25. Нека пукни да му еба племето. Во продолжение министерката наведува дека за новата методологија за усогласување на пензиите во контактите со представниците на пензионерите ниеден од представниците немал никаква забелешка. И вели, имавме конструктивни средби со пензионерите во изминатиот период и според нив животниот стандард и висината на пензиите се поволни и доволни за обстанок. Не мора, нека му дат, нека умрат. Тие нека земат, ние ќе умираме. Сега она што јас сакам да го кажам како одговор на таа изјава на министерката, да не се изразам нешто вулгарно, но ајде да го образложам сето ова што го замислив. Придонесувањето во пензискиот систем. Па придонесувањето во пензискиот систем за овие наши генерации нас ни беше оневозможено да придонесиме онолку колку што требаше и колку што можевме. Бидејќи не платите мали, не само платите мали. Во тој период дојде приватизацијата на општествениот капитал. Во тој период на транзиција сите ние во стопанството ангажирани кој го формиравме буџетот на Република Македонија за тие индиректни за таа администрација државна, тој државен апарат кој ни е рак рана веќе од осамостојувањето и само се множат, после секој избори се множат, наместо да се намалуваат таму ангажираните во државната администрација, тие само се зголемува бројот на тие административни работници, на таа бирократија. Зошто? Во период на информатика, кога може да се редуцираат тие и да се бара начин да се зголеми производството во стопанството, ние продуцираме паразити во државата.
Паразити, во тој период, во во тој период на приватизација, на транзиција, Ова не е држава. сите нас работниците, голем дел не оставија без придонеси и добар дел од нив без исплатени плати. Ако сакате да ве информирам конкретно, нас во фирмата од кај што потекнувам, фрижидери за домаќинство, не само бончина, 46 плати неисплатени, судски признати. Оле да земал паријата. Тоа никаде го нема. Кај го имаме тоа? Нигде. Само во Македонија би. Тој систем на криминална приватизација што ја применија. Има еден член тука што ми падна во очи, кој потекнува од фирма во која се уште се води стечајна постапка. 20 и кусурот години, кој не е решен. Не е решена таа фирма, немаше никакви побарувања, немаше хипотекарни побарувања. Што значи дека можеше многу лесно да се реши тој случај и да работат и да се обештетат луѓето. Нема ни да се реши се додека вака функционира овој систем. Вреднувањето на трудот према сложеноста на работата што го наведе министерката. Која сложеност на работа? Се зависи од непотизмот, таму каде што има човек, Вујко Владика, директор, било кој влијаат врз животот во оваа држава. Одбираат и работат во, да не речам, монополизирани фирми. Ајде да спомнам само една споредба која можеме да направиме. Една чистачка во индустријски погон има многу потешка работа од една чистачка на аеродром или во владата или во парламентот. Таа чистачка во индустријски погон ќе земи многу помала пензија, бидејќи многу помалку е наградувана, а многу потешка работа има за изведување. Тоаш која сложена работа нас ни ја спомнува министерката? На овој начин, таа сложеност на работа што ја спомнува, тогаш тие функционери, тие министри, тие пратеници би требало да имаат најголема сложеност на работа, но кај не дотераа во овие 30 години? Која работа сложена нивна била? Посебно се одрази од 98 кога го донесоа пропорционалниот систем на избор на пратеници. Тие арами се бидејќи не се гласа за човек, се гласа за листа. Листа која ја формира председател на партија. Затоа и неќат една партиска, една изборна единица во изборниот закон да го сменат. Ќе се смени. Ќе се смени. Кој ќе го смени ве другар? Воведоа паралелен систем на агенции за вработување. Таму има пример во РЕК. Двајца браќа работеа, едниот ангажиран преку агенција за вработување, другиот директно во ЕСАМА. И сега тој во ЕСАМА имаше многу поголеми примања од оној во агенцијата, иако извршува исти работни задачи. Тоаш која сложеност на работа се спомнува? Кога оној од агенцијата земва сега минимална пензија. Законското оневозможување за линеарно усогласување на пензиите. Зошто закон кога оштетува повеќе од 2/3 на пензионерите во државата да не се смени? Кога се трудат сега во овој период власта да го сменат уставот за да ги внесат бугарите. Ако не чини законот со амандман или нов закон може да донесат да се смени
тој закон кој ги оштетува еден добар дел од пензионерите. Исклучиво праведен систем за усогласување на пензиите е линеарниот начин за усогласување. Не сега ќе ни воведуваат мерки, комисијата што ја составија ќе ни носат мерки какви. Прочитав сега во скоро време дека во 14 градови ќе организираат дневен престој на пензионерите. За 1200 пензионери. Па ние сме повеќе од 200.000 со минимални со загрозен статус, загрозен стандард. Сакам да ви кажам дека сите тие со повисоките плати и повисоките пензии до пензионирањето земвале повисоки плати, затоа и повеќе издвојувале. Но пензијата е генерацијска солидарност и со пензионирањето во решението тие добиваат висина на пензија до тогаш остварена. После пензионирањето сите ние сме на терет на фондот. Штом сме на терет на фондот и не придонесуваме во фондот, тогаш исклучиво линеарно треба да биде усогласувањето на пензиите. Така, не е така. Не е некој 50.000 пензија, некој 10.000. Кој е тоа? Кај го има ова држава? Не чини. Сакам да спомнам за легитимноста на представниците кои не представуваат во контактите со власта. Која легитимност, ќе ве прашам? Кога не бевме информирани дека имало избори во здруженијата, кои да седнат таму во фотелјата. Биле информирани само тие што се присутни редовно во клубовите на пензионерите. Тој ќе седе во фотелјата, Сите ние придонесуваме месечно во здруженијата на пензионерите по 165.000 евра месечно. Има се уште плаќаат, затоа тие нив така им одговара. Така е! 5.000 пензија, земат ќе плател, говори така. Епа сега ако ги повлечиме нашите чланарини, повеќе од 100.000 евра месечно ќе се повлечат и нема да има за ни финансирање. Дали некој од вас отишол некаде на патување со пензионерите? Дали отишле негде на надпреварувања спортски што ги организираат? Дали пратиле некој на бајни да оди? Сакам да ви кажаме уште нешто. Дека во одборот размислувавме за радикализирање на протестите. Но за тоа ќе ви информираме од следниот собир вторник, онака како што се договоривме. Мора да се радикализира, бидејќи треба да не слушнат не само локалната, туку и извршната власт во државата. Дека сакаме да се промени овај начин на усогласување на тие пензии, тој начин само ја зголемува разликата меѓу минималните пензии и максималните. Процентуално нив им одговара, али нас само се зголемува, се продолбочува таа разлика меѓу минималната и максималната. Сакам да спомнам само една работа. Им одговараше на функционерите 78 покачување на платата. Сакам да ви кажам зошто. Бидејќи минималната плата и
односот меѓу минималната и максималната е 1:1,5. Не е повеќе. Затоа тие сите сложни беа да ја подигнат платата и едногласни беа во изгласувањето за подигањето на процент. Па не прашаа, бидејќи тие никој не прашаат. И тие ги носат законите. Останатите што протестираа и добија плати повисоки, по 2-3 илјади, исто и нив им одговараше бидејќи 1:2 беше односот. Али не може ти да донесиш процентуално усогласување кога односот меѓу минималната и максималната пензија е 1:7. Завала, појќе нека му дат. На тие што земат уште појќе. Гробој убајќе напрот. Затоа треба да истраеме до крај. Сакам уште нешто да додадам на крајот. Спомна дека не може да се најди решение за некои кои не го исполниле условот за старосна пензија. Тие придонесувале, додека работеле, придонесувале и во државата за формирање на буџетот, но и за формирање на пензискиот фонд. Сакам од тука да потекне една иницијатива. Да се најди решение и за тие што работеле, а денес не земаат пензија. Било какво решение, не мерки да преземаат времени мерки кои може да се укинат, току да се најди трајно решение како за усогласувањето, така и за тие со без пензии. Ви благодарам за вниманието.